Време е за вестите на Ирис телевизија. Во тешка сообраќајна несреќа на влезот во Кочани загина 23-годишно момче од Виница. Годинава ова е трета жртва во сообраќајна несреќа на патиштата на подрачјето на Штипскиот полициски сектор. Згасна уште еден млад живот на патиштата во источниот регион. Вчера во тешка сообраќајна несреќа на влезот во Кочани загина 24-годишно момче од Виница. Според информациите од полицијата, сообраќајната несреќа се случила околу 23 часот на булеварот Теодосије Пауновски, а во неа учествувале две патнички моторни возила, Мерцедес и Голф. Повредите биле фатални по животот на младиот возач, кој седел зад воланот во Голфот. Веднаш излезено на местото на несреќата и двајцата возачи со возило на итната медицинска помош од Кочани се пренесени во болницата во Кочани, при што од страна на доктор, кај возачот на патничкото моторно возило Голф, за жал е констатирана смрт. Возачот од Мерцедес од 32 годишен кочанец во несреќата се здобил со телесни повреди и задржан на лекување во Кочанската болница. Увид на местото на несреќата извршил јавен обвинител и увидна екипа од полициската станица во Кочани. За неполни 4 месеци на подрачјето на ЦВР Штип во сообраќајни несреќи загинаа 3 лица. Заврши проектот за општо корисна работа. Во Штип услугите на 13 ангажирани лица ги користеа 1800 лица, деца со телесен и психички хендикеп и стари изнемоштени лица. 1800 деца, стари изнемоштени лица ги користеа услугите од проектот Општо корисна работа, која во Штип се спроведува веќе 4-та година поред. Вања Џамбазова од општина Штип вели дека во рамките на проектот беа ангажирани вкупно 13 лица, кои им помагаа на старите изнемоштени лица, но беа ангажирани и медицинска сестра во патронажната служба, социјален работник, физиотерапевт за потребите на Центарот за деца со посебни потреби, професор по физичко образование и медицинска сестра за Дневниот центар за деца со аутизам. Услугите од страната на работно ангажираните лица ги добија околу 1800 крајни корисници, и тоа стари изнемоштени лица, деца со посебни потреби, лица со посебни потреби, новороденче, леунки, мали деца, училишни деца и така натаму. За прв пат преку се воведе и веб-палатката Моја општина, каде што граѓаните можеа да го искажат својот став за соодветно дефинирање на приоритетните услуги од социјалната сфера, преку кој се дизајнираше проектот за програмата Општинско корисна работа. За прв пат во рамките на проектот беше ангажиран и ромски здравствен медијатор, кој придонесе да се зголеми бројот на вакцинирани деца од ромската популација. Имаше, повеќето викаа дека не им стигаат картончињата до дома, пошто бевме преку општо корисна работа, бев ангажирана во патронажна служба во здравен дом и беше поблиску да ги земам картончињата и ги дадам, така да ги носија децата. Во тек е обука за негователи на стари и немотни лица, пошто лицата кои ќе ја завршат обуката ќе се стекнат со меѓународен сертификат, со што ќе бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денес во работна посета во Штип ги промовираше двете нови фасади на куќите во познатото штипско мало Исар. За оваа година во рамките на овој проект предвидена изработка на проекти за обнова на фасадите на уште 2 објекта во Штип. Две куќи изградени во 19-тиот век во познатото штипско мало Исар добија нови фасади. Станува збор за објект од старата градска архитектура, граден на традиционален начин во бондруб конструкција. Ова е 4-та фаза во Штип, која е реставрирана и конзервирана преку владиниот проект за обнова на староградската архитектура, споменици на културата во Македонија. Средства се издвоени 1.400.000 денари за обнова на оваа фасада. Станува збор за староградска фасада, која што е карактеристична за Штип. За оваа година во рамките на овој проект предвидена изработка на проекти за обнова на фасадите на уште 2 објекти во Штип. При денешната посета, министерката се осврна и на проектот за реконструкција и обнова на театарските куќи во државата. Можност да го отвориме објектот на Македонската филхармонија на 21 мај. Се планира да се заврши целосната реконструкција на Албанскиот театар и театарот во Струмица.
Министерката за култура денес во Штип ја посети традиционалната изложба Шарено великденско јајце во организација на Домот на културата Ацо Шопов, која годинава се одржува по 7 пат. Се градат пристапни патишта до малата во селата Моштица и Луковица во Македонска Каменица. Инвестицијата е на општината, а изградбата чини 7,5 милиони денари. Општина Македонска Каменица почна со изградбата на пристапни патишта во селата Моштица и Луковица. Градоначалникот Дарко Митевски вели дека со изградбата на инфраструктурните проекти се подобрува животот на луѓето кои живеат во руралните средини. Со овој проект се опфатени вкупно 14 такви кратки пристапни патишта до живеалиштата, кои што се со должина од 100 до 300 метри, кои што опфаќаат одводнување, поставување на пропусти и секако асфалтирање. По завршувањето на овој тендер, веднаш ќе биде распишен и ќе продолжиме со градежни активности и на други пристапни патишта во селските средини кои што произлегуваат од барањата на граѓаните. Како што можеме да посочиме, тоа ќе го продолжиме во село Моштица, во село Дулица, во село Цера, но и во другите селски средини. Жителите на селата Моштица и Луковица се задоволни што добија пристапни патишта. Сметаат дека со изградбата на инфраструктурата, младите нема да им бегаат од куќите. Со тоа што прави градоначалникот напори, нема шанси да се иселат од тука. Кој ќе се сели? Напори прави, сега има поднесени молби и УСАС ќе ги прима, младите ќе почнат да се враќаат тука и ќе има живот. Изградбата на пристапните патишта до малата во Моштица и Луковица чини 7,5 милиони денари, а ќе се реализираат до месец јуни. Од денеска на Велики четврток започнуваат великденските чествувања. Светата црква на овој ден спомнува на тајната вечера и востанувањето на светата причест, предавството и судењето на Исус, а по обичај уште рано наутро пред изгресонце, домакинките бојадисуваат јајца во црвена боја. Започнаа великденските чествувања. Денеска е Велики четврток, ден кога Светата црква се спомнува за последната вечера на Христос со апостолите, јудиното предавство и судењето на Исус Христос. Светата црква ги одбележува овие 4 настани кои се поврзани со Велики четврток. Тоа е Христовото миење на нозете на апостолите, тајната вечера, исклучувањето на новиот завет помеѓу Бога и човекот со востановување на Светата Евхаристија, односно Светата причест, прошталната беседа на Господ Исус Христос со учениците на Сион и првосвештеничката молитва во Гециманската градина и предавањето на Богочовекот и неговите страдања. По традиција на овој ден рано наутро пред изгресонце домакинките вапсуваат 3 јајца со црвена боја, од кој се верува дека првото има магична муќ. По обичај на овој ден децата се капат со црвено јајце и здравец да бидат бели, црвени, живи и здрави. Потоа првото вапсано црвено јајце се става под икона, бидејќи се верува дека ќе го штити семејството од болести и несреќи. Поради тоа станала традиција првите 3 јајца да се вапцаат во црвена боја, од кои се смета дека едното јајце е за Господ, едното јајце за домаќинството, а едното јајце за главата на семејството. Некои вапцаат и само едно црвено јајце, со кое што потоа ги бањаат децата. За традицијата и техниките на вапсување јајца со природни бои, како што тоа порано го правеле нашите баби, денеска учеа најмладите во градот. Во Домот на културата Ацо Шопов се одржа креативна работилница, на која пензионерките од Штипското здружение ги учеа помладите како порано се вапсувале јајца. Нашите баби и ние зимаме соливчиња, па ги мотаме у чарапи, најлон чарапи и ги ставаме вараце и кога излезат варените јајца, извадиме ги ливчињата и со боичка малку остане си и се многу убаво. Оваа едукативна практична работилница ја организираше Центарот за култура во соработка со етнолошкото одделение при Штипскиот завод и музеј, со цел младите да ја запознаат и продолжат традицијата на вапсување на јајца со природни бои, како здрав начин на живот, без комерцијализација на вредностите за овој празник, наметнат од трговците желни за профит.
Решивме да го покажеме, да демонстрираме традиционалниот начин на вапцање на јајца, а тоа се природни бои од растенија кои што при варењето испуштаат бои. Така цвеклото дава прекрасна бордо боја, морковите даваат портокалова боја, кромидовата лушпа дава црвеникава боја, исто така и броколата, спанеѓокот кои што даваат зеленкаста, односно кафејава боја. Младите научија дека и бојадисаните јајца на природен начин се убави и здрави. И верувам дека мојата баба така со мама работела, но мама секогаш со фарби заедно ги боим. Ние ставаме некои ливченца, детелинки, трева, а боја добиваме од цвекло, морков и некој вид на трева. Црвената боја е боја на радоста. Великденското јајце има голема символика во христијанството, па од тука и црквата го прифатила како своја традиција и представува символ на Христовото воскресение. За разубавување на великденските празници, Унијата на жени на ВМРО ДПМН Штип, заедно со волонтерите од Унијата на млади сили на стечајците од ранливата категорија, им донираа хуманитарни пакети. Во очи на големиот христијански празник Великден, хуманитарна активност, заедничка организација на Унијата на жени на ВМРО ДПМН и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. На ранливата категорија граѓани им се донираа великденски пакети. Во пресед на великденските празници, Унијата на жени, заедно со Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, спроведе хуманитарна акција, преку која успеавме да обезбедиме намирници за домаќинството. Решивме овие намирници да им ги подариме на ранливата категорија на наши сограѓани, односно на стечајните работници, со што настојуваме да им ги честитаме великденските празници, да им посакаме мир, здравје и благосостојба во нивните домови. Благодарност за пакетите што не помогнаа за жените на ВМРО. Хуманитарна помош за Великден добија 65 семејства од ранливата категорија. Волонтери од Унијата на млади сили се приклучија во организирањето на оваа акција. Вкупно има околу 65 пакети кои што се поделени на луѓето од најранливата категорија. Од ВМРО ДПМН се надеваат дека оваа хуманитарна помош ќе им ги разубави празниците на луѓето кои имаат потреба од вакви донации. Учениците од основното училиште Ванчо Прке и дечињата од детската градинка Вера Циривири Трена годинава на манифестацијата Шарено јајце има најкреативни штандови. Ова манифестација годинава која се одржа по 7ми пат е поддржана од Министерството за култура. Жирито едногласно одлучи основното училиште Ванчо Прке и детската градинка Вера Циривири Трена годинава имаат најубав штанд на манифестацијата Шарено јајце, која се одржува по 7ми пат. Замислата беше да го представиме Исусовиот животопис, представен во оние 5 негови периоди од животот, почнувајќи од раѓањето, крштевањето, неговата служба, апсењето, судењето, смртта и на крајот се разбира воскресението, кое што е и цел за прославување на великденските празници. Целта наша е да ги почитуваме и да ги поттикнуваме децата од предучилишна возраст да ја гајат и негова традицијата на овој верски празник. Шарено јајце е манифестација на која сите училиште и градинки во градот ја покажуваат својата креативност. На овој начин на најмладите им се укажува дека вербата во Бога и традициите се стожерот на нашето општество. Столбовите на еден народ се верата и традицијата, така ние преку овие мали ракотворби, но направени со големи срца и со голема вера во Бога и во Христос, ја покажуваме таа наша вера и наша традиција. И сум среќен што сум градоначалник на такви училишта и на такви градинки, каде наставниците со децата се посветили и направиле неверојатни креации. Великденскиот базар денес го посети и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. За деновите на Великден, општина Штип им дозволува на угостителите да работат продолжено до 3 часа од пополноќ. По повод великденските празници, онака како што го дозволува законот, значи општина Штип ги известува угостителите дека во текот на викендот, значи во петок, сабота и недела, нивното работно време е продолжено за 1 час, односно ќе може да работат до 3 часот наутро.
Здруженијето Македонски егеи од Штип им соопштува на граѓаните на Република Македонија дека традиционалната великденска средба на Брест нема да се одржи поради актуелната политичка состојба во Македонија. Ревијалниот надпревар помеѓу ветераните на Брегалница и Црвена звезда во чест на Драгослав Чекуларец, што ќе се одржи во мај месец во Штип, ќе биде зачинет со многубројни фудбалски легенди. Се интензивираат активностите околу спомен обелешето на Драгослав Чекуларец во Штип, авторско дело на Методи Андонов, а паралелно со тоа течат подготовките околу ревијалниот, би рекли, спектакуларен надпревар помеѓу ветераните на Брегалница и на Белградска Црвена звезда. Според информациите од некогашниот интернационален ју судија Ванчо Коцев, наголемо се подготвува сценариото за овој исклучително атрактивен настан, за тоа кои се гости ќе бидат повикани да го одбележат овој чин и како сите тие да бидат пречекани, примени и удостоени. Со еден збор, потребна е организацијска мобилност, бидејќи во прашање е спортски настан со големо значење и со голем број на гости. Во вчерашниот телефонски разговор со Бошко Ѓуровски веќе се потврдени и првите звучи имиња на Црвена звезда кои ќе допатуваат во Штип. Тоа се браќата Бошко и Милко Ѓуровски, Владимир Петровиќ Пижон, Јуковчан, Ачимовиќ, Шестич, Дуле Савиќ, Боровница, Селе Милошевиќ, како и Дарко Панчев и Илија Најдовски. Според информациите од Драган Христоски, засега со сигурност за Брегалница ќе настапат Гордан Здравков, Кире Герасимов, Мики Маđунаров, Баже Петров, Блажевски, Пепи Ѓоргиевски и Томче Тројановски како гости, а се очекува списокот во наредните денови да се надополни. Инаку според зборовите на Ванчо Коцев, се уште не е утврден точниот датум за овој исклучителен настан, односно дилемата е дали тој да се случи на 27 или на 28 мај, но наскоро и тоа ќе се одреди и ќе се дефинира. Тоа беше се што ви подготвивме денес во вестите на Ирис телевизија. За повеќе можете да не посетете на Ирис МК. Пријатно!